вечер во Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. За време на незината прва посета во Израел како државен секретар на Соединетите Американски држави по разговорите со председателот Шимон Перес, Хилари Клинтон изјави дека ја споделува, цитираме, неуморната заложба за постојана израелска безбедност, но интензивната потрага за решение на Блискиот Исток, која би предвидувало независна палестинска држава која би живеела во мир до Израел. Клинтон порача дека енергично ќе поддржува создавање на палестинска држава, став различен од оној на Бенџамин Нетањаху, кој е на пат да стане новиот израелски премиер. Нетањаху, со кого американската државна секретарка се сретна во Израел, попрво предпочита подобрување на палестинската економија, отколку отстапување на територија на палестинците. Овој водач на националистичката партија Ликуд се обидува да формира коалициона влада, но засега не успеа да ги привлече умерените израелски партии кои поддржуваат решение за блискоисточниот конфликт, што предвидува постојање на палестинска држава покрај Израел. Клинтон истакна дека Вашингтон истовремено е неуморно посветен на израелската безбедност и рече дека мора да запре ракетниот оган од Газа кон Израел, како и дека ниту една земја не би требало да биде пасивна кога нејзината територија и луѓе се предмет на ракетни напади. За време на првата посета како државна секретарка на Блискиот Исток, Клинтон се сретна и со израелскиот председател Шимон Перес и министерката за надворешни работи Ципи Ливни. Во среда Клинтон ќе го посети Западниот брег, каде ќе разговара со палестинските лидери. А претходно на донаторска конференција во Египет, Клинтон во име на САД вети $900 милиони за обнова на палестинската економија и појасот Газа. Председателот Барак Обама денеска во Белата куќа се среќава со британскиот премиер Гордон Браун на разговори кои ќе се фокусираат на справувањето со глобалната економска криза. За време на денешната средба и во обраќањето пред обата дома на Конгресот, закажано за утре, премиерот Браун се очекува да се наврати на периодот на големата депресија во време на председателствувањето на Франклин Делано Рузвелт и да го белодени новиот договор на 21. век, референца на економската политика на Рузвелт за спас на светската економија. Виши представници на Белата куќа велат дека председателот Барак Обама на Русија и понудил спогодба во врска со контроверзниот план на САД за поставување на систем за противракетна одбрана. Портпаролот на Медведев потврди дека писмото е добиено, но изјави дека тоа не содржало никакви предлози за какви било заеднички одлуки. Американската армија соопшти дека бројот на затвореници во надлежност на коалиционите сили во Ирак опаднал на помалку од 14.000 од рекордните 26.000 во 2007. Армиски извори додаваат дека затворениците се ослободени или пренесени во ирачка надлежност со цел исполнување на обврските од безбедносниот договор постигнат на 1 јануари. Номинираниот зиден секретар за трговија Рон Кирк не платил $10,000 данок во изминатите 3 години и е трет висок представник на администрацијата на председателот Обама кој има даночни проблеми. Сенатската комисија за финансии објави извештај во кој се вели дека поранешниот градоначалник на Далас не платил данок за $37,000 заработени соговори. Комисијата вели дека Кирк по грешка ги ставил парите во графа добротворна донација за коледжот каде дипломирал. Портпаролот на Белата куќа вели дека проблемот е од минорна природа и од администрацијата останува убедена дека Кирк ќе биде потврден на функцијата. Нова анкета меѓу муслиманите во САД покажа дека тие постигнале висок степен на економска интеграција, но повеќе од половината го класифицирале нивниот економски статус како тежок, а не просперитетен. Директорот на Центарот за истражување Далија Могахет рече дека американските муслимани се млада популација кои дошле да живеат во Соединетите Американски држави во време околу нападите од 11 септември. Нападите врз нив биле од невидливи до негативни, поради војните во Ирак и во Авганистан, две главно муслимански нации. Илјадници демонстранти се собраа пред конгресните скали во Вашингтон и покрај снежното време со повик за поголеми ограничувања на емисијата на издувни гасови, како и да протестираат против користењето на јаглен за затоплување на Капитол Хил. Соборот беше кулминација на 4-дневниот самит организиран од коалицијата за преземање акција за заштита на енергијата. Како очекувате да биде тонот во предизборната кампања во Република Македонија?
Погледнете нашата најнова анкета на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Одиме понатаму со вестите. Во Лондон, Велика Британија, еден ресторант се служи со маркетиншки трик во време на драстична економска криза. На крајот од оброкот на посетителите наместо сметка им се нуди сами да одлучат да платат оноку колку што сметаат дека вредело. Епилогот е бизнисот цути. Пред ресторанот Little Bay во квартот Фарингтон во Лондон, голема група луѓе бара слободно место. Но веќе е преполни и мора да побараат друго место за ручек. Во ресторанот келнерите се обидуваат да стасаат со сите нарачки. На менито нема цени. Наместо тоа се бара гостите да платат колку што сметаат дека оброкот вредел. Собственикот на ресторанот, Питер Илич, е воодушевен од резултатот. Извонредно добар одгоз. Двојно повеќе луѓе доаѓаат на ручек и уште толку одбивам. Не можам сите да ги примам, а и добро заработувам. Илич вели дека во просек гостите плаќаат малку повеќе од колку што би им било наплатено. Тој размислува за продолжување на понудата, самиот да платиш колку сметаш дека вреди оброкот и во март. Гостите пак сметаат дека е добра идеја самиот да ја процениш вредноста на оброкот. За некој е мала дилема, но се на крајот завршува на задоволство на сите. Во време кога е продлабочена рецесијата во Британија, многу ресторани, особено во финансискиот кварт во Лондон, бележат загуби. Сепак Илич од ресторанот Little Bay ја повикува конкуренцијата да се обиде да го примени неговиот начин на привлекување муштерии, зашто е убеден во едно. Во време на економска криза, луѓето бараат квалитет. Тоа беа вестите за овој 3 март 2009. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Во утрешното издание на News Flash по повод 60 години од формирањето на НАТО. Што смета поранешниот генерален секретар Џорџ Робертсон за проширувањето, за новите безбедносни предизвици, но и за членството на Македонија. Се гледаме утре. Пријатна вечер.